Всеки викна Трајче да дојде, да каже дел од своето искуство. Добро утро! Божи благослов! Баш ми е мило вака да видам цела црква само вазунгус, што би рекле у Африка не вика музунгу дури од најмалите. Не знам како успеа и тие да знаат, ама од 2 години ќе поминеме на улица и они музунгу. Тоа усвари не е толку штетен збор, као што прочитав малку историја. Значи, талкач усвари претходно. Ако добро преведувам, не знам ни тоа. Инаку, и таму имав можност да споделам јас некоја порака и Бог и тука као ми зборува само цело време преку песни. Баш пред да заминеме за Африка, тука на службата споделив дека Бог ми е доволен и како да се учиме на тие работи. Е сега додека бевме во Африка, усвари можевме можев јас лично да видам дека Бог ми е доволен стварно значи многу. И тоа мене ме погоди баш длабоко. И сега додека пеевме колку убаво име е, усвари последната порака на службата во Кагома, баш така и ја започнав, колку убаво име е, затоа што ако не беше Бог, не верувам дека ние ќе бевме таму и со тие браќа и сестри таква конекција може да направиме и тоа ќе го искусиме и со нив и ќе се охрабруваме. Значи за мене лично мисијата оваа година беше преблагословена и сум преблагодарен на Бог за таа милост што ни ја искажа и може да се вратиме и здрави и живи. Затоа што стварно се смеевме баш со Живко и со Филип дека ова цело патување, иако беше 10 дена, недела и пол, ни беше како само еден долг ден. Значи, таму имаш само утро, кога се почнува да се гледа, и вечер. Друго време буквално не постои. За мене исто беше као исцелување, пошто тука ме знаат браќата и сестрите, тие што сме поблиски, дека сакам да е се точно на време. Е таму, да. Беше точно на време, се договараш у 8, дека 11 ќе биде. Можно е да биде усвари. Така и тоа ми беше една као добра лекција. Тоа што сакав јас да кажам накратко, пошто пасторот ќе има презентација и со слики и со видеа, ќе може малку повеќе да видите. Тоа што мене лично ме охрабри и као благослов го носам со мене беше енергијата која луѓето ја имаат додека славеа и додека имавме проповед, значи буквално пошто скоро секој ден имавме проповед таму и се седеше у црква по цел ден, луѓето си беа, си го славеа Бог. Интересниот дел беше што на места бевме кај што буквално тука би ги рекле тие основа за живот, нели, работи као вода, струја, таму ги немаат. А усвари пак го прославуваат Бог и тоа премногу гласно и со многу желба, со огромно срце. И друга работа што така ме допре беше учителите во сиропиталиштето и во самото училиште, затоа што и тие голем дел од работата ја прават хонорарно. Ако добијат некој благослов, добро, ако не, пак ја вршат работата и тоа ја вршат со големо срце. Беше интересно баш во Њабулико кога бевме во џунглата. Во секој клас влегувавме и децата не поздравуваа на англиски, си кажуваа кој клас се, кој им е учител. И таа радост не се опишува. Исто и додека поделувавме играчки и фала многу на донациите кои што успеавме да ги однесеме таму, затоа што стварно можеме тука да видиме колку здраво заготово некои работи ги земаме така што се мали, а таму значат многу. Значи таму и мачмало многу по друг вкус има. Беше интересно. Значи целото патување за мене беше огромен благослов. Фала ви многу, уште еднаш ќе кажам за донациите и тие луѓе нормално се уште имаат потреби и остануваме во контакт нормално и се молиме за и наредна година пак да се оди. И така. Јас толку од мене, сега ќе повикам пастор Живко, он ќе ви каже нешто и преку слика да видиме како се поминуваш таму. Еден аплауз за тоа.
Вака се, ај само јас да направам место за да може да гледате сите како што треба. Дали го гледате скринот како што треба? Да. Одлично, супер. Океј. Како прво ви носам многу поздрави од луѓето од Африка. Луѓето од Африка имаат една искрена љубов, како да кажам. Не сакаат и кога ќе ви кажат дека се молат за вас, значи тоа не е некоја флоскула само што ја кажуваат онаа, туку навистина се молат за вас. И тоа може да го знаете затоа што они во голем дел од денот се молат кога се заедно со црквата, а тоа е отприлика 4, 5, 6 сати заедно како црква. И мене тоа многу ми значеше. Некако овој пат бев многу отворен така да ги примам сите благослови и молитви кои беа упатени кон нас. Бев, како да кажам, како лаком дури за нивните молитви, затоа што ги сакав нивните благослови. Верувам дека беа искрени. Ви носам поздрави од црквата во Кагома, од црквата во Њабулико, од две цркви стари од Њабулико и од една црква во Бундибуџо. За сите тие места јас ќе имам сега презентација. Си поминавме одлично. Само да, вака, јас сега имам дел од презентацијата ми е тука, дел е тука и Заги има дел од презентацијата. Ќе бидете малку со трпение затоа што презентацијата ја правевме, тоест јас ја правев вчера, синоќа, до денес сабале ја завршив, па знаете техниката додека сврзаме се живо. Океј. Како што кажа Трајче, времето во Африка не значи многу. Заги првиот слайд ако може. Ова беше тимот кој бевме од ново патување. Јас, Трајче, Филип и ова позади нас беше нашиот водач таму. Тој е Джеймс. Тој беше како фраер за целата операција која е таму, не носи на секаде. Трајче малку се смее пошто го знаеме го Джеймс. Джеймс е легенда жива. Джеймс не се опишува. Джеймс е како човек без емоции, а уствари интересен човек, како и да е. Филип и Джеймс најдолго се познаваат затоа што тие заедно учеа. Джеймс е одговорен за црквата во Кагума и за црквата и училиштето во Њабулико. И реално да бидам, Господ многу контакти ме отвара таму. Работата е многу благословена таму што се случува. Црквата во Кагома, во првото место кај што бевме, расте многу. Затоа што минатиот пат се сеќавам кога бевме таму беа многу малку луѓе. Сега црквата беше полна и голема. Имаат многу деца, многу млади имаат во црквата. Заге следен слайд. Еви ги децичката. 3 прашања сакав да одговорам зошто мисијата во Африка и верували или не тоа прашање честопати се поставува. Зошто мисија во Африка? Зошто не тука? Зошто донации таму, а зошто не тука? И мора да бидам искрен дека луѓето кои го поставуваат тоа прашање честопати се луѓе кои не даваат никаква донација. Така да но сепак сакам да го одговорам. Зошто мисија таму? Прво, мисија таму затоа што можеме. Верувам дека ние можеме таму да имаме мисија, затоа што едноставно сме побогати од Африка. Не сме побогати од не знам кој, од Америка, од Данска, но побогати сме од Африка. И можеме да имаме таму мисија. Тоа не значи дека тука не треба да имаме мисија. Јас верувам дека тука имаме многу мисија ние како црква. Но верувам дека мисија треба да имаме и во Африка затоа што можеме. Тоа е првата работа. Втора работа, зошто мисија во Африка? Затоа што Исус не повикува да имаме мисија во Африка. Тоа јас длабоко го верувам. Значи, ние сме повикани да искажеме љубов, да искажеме милост и да помогнеме на оние кои се занемарени, оние кои се оставени, оние кои се презрени. Во Африка ги имаме многу такви. Јас верувам дека таму имаме ние контакт, имаме поврзаност и таму треба да искажеме затоа што Исус така не повикува. И третиот одговор зошто мисија во Африка, јас го нареков зошто да не. Зошто да не? Кога ќе ме праша некој зошто во Африка, која е логиката за да немаме мисија во Африка? Тоа е моето прашање. Според која логика ние не треба да имаме мисија во Африка?
Јас сметам дека ние веќе овде имаме мисија како евангелска црква во Македонија, имаме мисија преку претежно во најголем дел преку мисијата на Филип Иванов кој има во Велес, и локално ние имаме мисија тука колку што можеме како локална црква. И една од тие работи кои мене ме потикнува да размислам Африка, така да нагласиме на мисијата во Африка е една од тие проповеди кои ги имав таму во Африка. А тоа беше кога пророкот Илија, и тоа Исус го кажал, го наведува тој пример во една од неговите проповеди. Кога Исус кажува во времето на Илија, кога беше суша, кога имаше глад, немаше ли, Исус вика, немаше ли гладни вдовице во Ерусалим, па Бог го прати Илија во Сидионската Сарепта, кај вдовицата таму што е гладна. Имаме ние некоја логична причина зашто Господ го прати таму Илија? Едноставно не. Моето трето одговор на прашањето зошто мисија во Африка е зошто да не. Едноставно, ние сакаме да имаме мисија таму, верувам дека правиме вистинска разлика таму кај што одиме и благословите кои течат таму, верувам дека се многу важни за нас како црква. И јас како што ви кажав, јас бев лаком за сите тие молитви и благослови кои тие луѓе ги истураа врз нас. Ги сакам тие благослови, ја сакам таа благодарност према Бог кој тие ја има и навистина ја пренесувам овде пред вас. 3 работи беа интересни таму, следниот слайд заге. Прва работа, времето, како што кажа Трајче. Се на нас ни помине како еден долг ден, многу долг ден, затоа што спиевме, чекавме и работевме, патувавме, прашувавме, се молевме, проповедавме, отприлика од тоа беа сочинети сите тие денови кои бевме таму. Во Африка сме на, како да кажем, на една хајпер брзина да стигнеме секаде, ама пак се касни многу. Ориентацијата таму не е часовникот, иако постои таму часовник, туку е човекот. Значи, кога ќе дојде човекот, тогаш ќе одиме некаде. Кога ќе дојдат луѓето, тогаш ќе почне службата или тогаш ќе почне конференцијата. Не затоа што сме кажале у 8 сат. Нема врска тоа. Ние се понадевавме вториот ден од конференцијата во Будни Буџа, кажавме до 12 сат треба да се одиме, значи у 9 сат да почнеме. Тоа. И нагласија, у 9 сат ќе почнеме. Отивавме таму, и јас, Трајче и Филип, и уште човекот кој нагласи и вака, он не беше таму и дојде после 1 сат. Така да, ние си бевме таму првите, си седнавме, си чекавме со чистачката нели таму кој да беше. И така да дојде времето за да почне конференцијата. Часовникот не игра никаква улога, човекот игра најголема улога таму. И во тоа Бог нас не учеше многу лекции, искрено да бидам. Многу лекции нас Бог не учеше. Втората работа која Господ нас не учеше беше вожњата. Гледате тука, чекаме да се поправи гумата, иначе во тие не знам колку таму 10 дена, не се ни возевме 10 дена со таа кола, ама 2 пати се тупна гума и фала Богу што супер беше. Иначе вториот пат кога се дупна гумата овде, гумата беше партали. А за гумата да стане партали, значи гумата претходно не била како што треба. У сега случај Бог не чуваше, затоа што се дупна на прав пат, не беше по тие кривините таму како што се спуштавме по планината. Фала Богу, се беше како што треба. Иначе вожњата таму е, ако сте го гледале филмот Speed или Брзина, со Кијану Ривз сте го гледале, ова е филмот што е со автобусот кој не смее да спушти по 50. Отприлика така се возевме таму. Цело време до даска се вози, дупки и што е да е, едноставно такво е. И мислам дека сега после тоа има еден слайд со видео. Дайте малце внимание на Заге, затоа што она се труди. Системот малце ни е застарен. Еве, отприлика да видите како се возевме таму. Заге, пушти. И пушти глас. Ова бучавате од колата, како издржува, не знам. Рече га, со таква можда камено бубрек нема шансе да имаш. Јас викам и поблад и пломба да имаш ке ти падне. Прилика така се возевме, демек тоа беше на кратенка и веројатно беше кратенка, али по земјен пат ништо не се гледа на пешаци од сите можни страни, што да ви кажам, лудница.
се прашуваме со Трајче од што се направени колите таму. Тоа не е можно да се издржува. Мислам дека било која европска кола да отиде таму 2 дена и толку ќе. Трета работа, сместувањето. Врати го слайдот, Заге. Thank you. Ево, како ќе видите на третата слика, во џунглата овој пат одлучивме да спиеме во шатори. Сместувањето бевме на две различни места, бевме во гестхаус, како да кажем, во као гостинска куќа се вика тоа. И во џунглата бевме 3 вечери во шатор. Во многу аспекти, во шаторот беше и поудобно, и побезбедно од гостинските куќи. Значи, од прилика тоа е. И од едната гостинска куќа во шаторот побово се наспавме. Барем побово беше за нас. Значи, во гостинските куќи или има вода, ама нема струја, или има струја, нема вода, или нема ни струја ни вода. И знам дека после шаторот одевме во гостинската куќа и 4 дена бевме таму и не избањати. Нема кај да се бањаш, тоа е тоа. И едва и чекавме да отидеме да се избањаме во гостинската куќа, за кога ќе отидеме таму ни кажа вода нема. Викам, добро, барем струја има и само што седнавме таму и струја нема. И така, ама Господ направи чудо, па до крајот на вечерта дојде водата, па се избањавме со ладна вода, али важно се избањавме. Ја иначе ако ме знаете добро, ја ладна вода не трпам многу. Ми треба малце време да влезам во морска вода, у грчка морска вода што е многу топла, ама таму ако не се избања доста време, сакаш да се избањаш, така да не гледав дали е ладна или не. Во гостинската куќа, зашто шаторот беше побезбеден во многу нешта, и затоа што шаторот цело време е затворен, не влегуваат комарци, бубачки, гуштери, што е да, што иначе е шетан из гостинските куќи. Во едната која ќе отидеме, гледам каф, како да кажам, гуштер, а пак на Филип собата плафонот имаше дупка и преку дупката се слуша лилјаци многу таму во плафонот, така да не знаете што се може да има. Во секој случај Господ не чуваше, освен една вечер во шаторот кога имавме како да кажем, не фати малце страв. И сега ќе слушнете, пушти глас тука малце Заге. Спиеме у шатор и некаде 11 по 12 вечерта. Пушти глас, повеќе, многу. И ние не знаевме што е тоа. Ја уште не бев заспан. И слушаме удалечина ваков звук, ама далеку цела група нешто таму почна. Што е ова, човече? Да, ја мислам нешто хиени, ама таму нема хиени. Волци, одна на интернет барав дали има волци у Уганда. Имаше као една вест као за наезда на волци некаде у Уганда, ама не беше тоа место кај што сме ние. Трет логичен заклучок мислевме да биде некој вид на мајмун, павијан или што е да, ама тие се многу населни. И окей, беше во далечина, ги слушам и само овој последното што го слушавте, тоа беше до шаторот, кај што бевме. Што е ова? И кога почна ова да вика, сега Трајче не се слуша тука, пошто од последно, Трајче бил заспан и само одеднаш кога го слушна ова до шаторот, ја го слуша Трајче. Што е ова, бе? И не знаеме што е. Правевме математика и сега, нели, ние да излезеш од шатор, ние не знам што да правиш. И со Филип дебатираме таму, преку шаторот се слуша, нели, нема звучна изолација, си правиме муабет. Викам вака сега. Мислам, околу нас цело време прасиње се шетаа до шаторот. И логичен заклучок не беше дека ако некој диво животно, прасињата нема толку лесно да шетаа, значи нешто друго е. И утрото свативме дека уствари тоа биле нивните кучиња. И кучињата, не знам што е поентава, дали се полуприпитомени или не знам полудиви, врска немам, али уште имаат некои такви работи што ги прават, врска немам. У секој случај тоа беше опасната работа која фала му на Господ ја избегнавме. И не знаевме што ќе и како ќе. Идемо дале Заге. Океј, нашите 3 главни дестинации кај што одевме беа Кагома, Њабулико и Бундибуџо.
во Кагома. Кагома е местото каде што некако, секогаш некако базна станица, значи таму одиме, од таму се распоредуваме, таму се организираме, таму ни е шоферот, таму ни е таму живее овој Джеймс, таму е школото во Кагома, таму е црквата во Кагома, значи од тука доаѓаме и од тука патуваме на секаде. Кагома е место каде што има школа и сиропиталиште и црква. Сиропиталиштето има околу 40 деца кои што живеат таму. Ние го видовме сиропиталиштето, условите се секако никакви. Еве тука Трајче зборува пред црквата, тоа беше првата вечер, мислам, таму кога бевме. И школото го води овој човек тука. Феликс. Он е одговорен за школото, он е како сега директор таму на школото, го води колку што може и е добро. Идемо заги понатаму. Еве тука има едно видео да видите славење во Кагома. Вака, за пред да го пушти заге, ќе пуштиш малку гласче. Овој човек го снимивме затоа што многу добро игра и сакавме да види, интересно им да ја видите нивната култура, како игра, значи тоа им беше како точка за играње за време на богослужбата. Имаат они пеење, што е многу интересно, ќе чуете и пеење, но ова беше точка за играње. И имаше ова тука што е учителката во црвеното што ја гледате, а ова е таму овде. Овој уствари ја води богослужбата, како да кажем, одговорен е за програмот на богослужбата. И сега овде игра за нас. Пушти сега. Пушти гласа. Пушти. Има добри звучки. Вака стомачен танц тука нема шо. Толку ли е? Thank you. Оди следен слайд. Значи, со Трајче, одма другиот ден имавме надпревар со децата таму во сиропиталиштето. И ја и Трајче, како што не гледате, Музунгу Бели, игравме Македонија против Уганда. Победивме 10-8. Тоа е македонските Марадона и Пеле. Тоа е како еден хајлајт од надпреварот, мој хајлајт. Трајче даде таму колку 6-7 гола. Сите ги даде Трајче. Опасен беше, ја бев во одбрана. И еве тука да видите само како игравме со децата. Тоа е најдобро за фудбал што го направи. Супер, фала за ге. Следен слайд. Океј. Во Кагома, како што кажав, мисијата со децата продолжува. Тоа што е важно е таму да кажеме сакаме да инвестираме во таа генерација деца кои растат таму, бидејќи од првиот пат кога бев и сега кога отидов, видов некои деца кои тогаш беа ученици, сега се како надгледници, сега се генерација која превзема одговорност, што мене многу ми се допаѓа. Таму бев многу допрен од едно девојче кој го видев уште од првиот пат. Беше као малецко девојче беше и не памти од првиот пат. И само што отидовме таму, дојде, се дружевме таму со нив и отеднаш ми ја фати раката и ми стави буквално вредност помала од 1 динар паричка во раката дека тоа е за мене. И ми го скрши срцето да ви кажам. Затоа што верувам дека за неа тоа е многу. За неа тоа е едно внимание кое таа го дава, една, како да кажам, една благодарност која таа го имаше за нас и ја знаевме првите 2 пати со Филип кога бевме таму ја викавме джамбас. Затоа што таква, секаде нешто прави, се нешто беди прави или ги зафркава другите деца, таква беше. И сега овој пат дојде и ме гушна и имам слика со неа. Од Кагома отидовме во Њабулико. Иначе оваа слика јас се сликав утрото кога станавме од шаторот. Излегувам и ја гледам долината само кај што бевме, беше ваква, џунгла. Многу убаво таму. Идемо дале за ге. Иначе во Њабулико имавме еден свечен пречек, беше прекрасно. Иначе само што се појавивме со колата таму, децата веќе викаат, веќе игра и моравме, не знам, 100 метри пред школата да излеземе од комбето и така имаше како колона од двете страни, не пречека, ни фрлаат свеќе, ни донесоа дарови.
се почувствав како Исус на магаре како влегува во Ерусалим. Едно такво чувство добивате. Луѓето едноставно интересно беше. И јас снимив сега заека опушти. Он има цел програм спремен за нас кога дојдовме таму. И не знам колку траеше, но 30 минути траеше програмот кога ми стоевме, гледавме, ни донесоа дарови, има разни точки, деца, возрастни, има нешто спремно за нас. Еве сега зајаки го отвори тоа. Стисни full screen. Јаболка и Ф. Ајде направи mirror, таму горе screen. Ако може некој да ја помогне зајаки ако се разбира. Ево можете. Одлично. Може. Ова беше многу краток дел од дочекот кој го имавме свечен таму. Во Њабулико ние имаме училиште, иначе во Њабулико училиштето се вика МАДО. А тоа име го дадо африканците и тоа е кратенка од Macedonian African Divine Organization. Македонско-афричка божествена организација. И во тоа школа во моментов има околу 320 деца. Од џунглата доаѓаат, од секаде родителите ги праќаат и тоа е, како да кажем, како еден единствен едукативен систем што го имаат таму, речиси без пари. Тоа е поентата, да може да ги едуцираат тие деца, за да можат кога ќе го полагат државниот испит да имат шанса за некаков scholarship или што и да е. И прекрасно е таму да се видат 10 души работат. За тие 320 деца има 10 одговорни, тоест 9. 6 жени и 3 мажи. Учители кои нон-стоп работат, таму се како семејство се. Има таму една жена која готви цело време,
која врие вода цело време, тоа им е како работа. И овие деца се, како да кажам, деца кои навистина се надеваме дека ќе пораснат, како прво ќе го сакаат Господ и ќе растат во мудроста Божја. Од друга страна се надеваме дека тие деца навистина ќе се едуцирани, ќе бидат генерација која ќе излезат од како да кажем, тој некаков ќорсокот во кој се наоѓаат таму. Фала. Да. Thank you. Одиме понатака, мислам дека нема да имам потреба веќе за претумбаци, другите видеа се пуштаат, како што треба. Одлично. Оди назад да видим само? Или пред тоа беше видеото? Океј. Добро. Океј. Како што кажав, една од тие работи таму е школото и имавме, речи сите играчки кои ги земавме од тука, некој од тие бе поклон од Дори и Хана. Дори и Хана ќе си ги познат играчките кои тие ги подарија. Трајче, Филип и јас имавме прилика да им поклониме таму скромно по една играчка на тие децичка што се таму и беа многу возбудени. Можевме да ми дадеме некои сладки работи од тука, како да кажам, земавме маршмелоу, земавме гумени бомбони, некои такви работи и децата им беше многу убаво тоа, за да им поделиме на сите деца, им поделивме на секој по малце. И беше една прекрасна можност да се види нивната радост, да се види, како да кажам, таа едноставност во радоста, да се радуваат во малкуте работи. Штета го немам тука видеото, кога Трајче и Филип излегоа со земавме туку пиштоли со балончиња што прават. Излеговме таму да, како да кажам, балончиња да пуштаме и децата беа вау, у транс паѓање. Беше прекрасно да им се служи таму на тој начин. Следна слика за ја. Имавме дружба со децата во школата, иначе таму ја слика, оваа слика, на сите слики што не слика, Трајче тука најмногу се гледа. Пошто го сликаат децата од џунглата и сега нешто гледат, нешто не гледат и вака сликаат. Што да правиме? Иначе и таму имавме јас и Трајче утакмица фудбалска, на која исто така победивме, а Македонија со нас победува цело време. Господ, ајде ве следното. Океј, бевме во една црква кај еден пастор кој се викаше Фридженс. Фридженс мисля дека и Трајче ќе се согласи, еден од најинтелектуалните што ги видовме таму, најобразован човек, кој знаеше за Македонија, за Југославија, знаеше некои такви работи, тој е многу таму. Тој човек е, како да кажам, 60 нешто години е и кога одевме на посета на еден негов имот таму што го има, како имавме еден хајк, како да кажам, планинарење малце до неговите пештери што ни ги покажа таму. Ние бевме малце задишани, ама он нема гајле. Значи си оди, човекот нема гајле, таков агилен човек е. Он води една црква таму до Њабелико едно место и црквата како што гледате во најголем дел е составена од деца. Децата таму мирно седат по 4-5 сати, без телефони, си гледаат во проповета, во славењето, едноставно дел се од црквата. И јас оваа слика ја нареков детска црква. Децата се таму во прв план. Следно зајде. Ова едно дрво таму, манго беше тоа, нели? Манго дрво го слика, затоа што те ни се допадна, го сликавме сите од, не знам, поуметнички, мене не ме бива, пробав малце. Една од тие работи кои, како да кажам, Бог ми ги стави на срце да ги размислувам таму, бидејќи тоа таму е вложување. И вложување во луѓето во кои можеби никогаш во животот повеќе нема да ги видам. Тоа е тоа. Вложување од страна на тие 9 учители и волонтери што се таму во џунглата, кои не го прават тоа за пари, значи не е за пари тоа таму, некои од нив живеат таму. Имат соби во кои тие живеат таму заедно со децата, сите се име заедничко и ме потсеќа многу на таа првата црква за која читаме во Дела апостолски. Еден прекрасен момент е да се посведочи тоа таму што се случува. И во ова патешествие проповедав од некако текстови, овој текст најмногу ми зборуваше за ова место таму. Зашто јас ги знам своите замисли за мир, да ви дадам иднина
и надеж. Верувам дека тоа таму што се случува, тоа инвестирање таму што се случува, колку и да изгледа тешко во моментов, верувам дека Господ има замисли за нив кои се исполнети со мир, кои се исполнети со иднина и надеж за оваа заедница таму. И се надеваме дека еден ден ќе ги видиме тие плодови како расцветуваат и носат навистина огромен благослов. И идеме дале. Последното место кое го посетивме беше Бундибуџо. Бундибуџо е многу непредвидливо место. Како што кажав, значи повеќе пати сум бил таму, 3 пати бев таму и 3 пати различна ситуација. Првиот пат имаше војни гарнизони и денес, устари, овој пат, овој Джеймс што беше нашиот водач ни објасни устари зошто имало војни гарнизони. Јас кажав дека имало револуција, устари таму имало едно племе кое сакало да прогласи како да кажам, независна држава и се подигнале таму со лакови и стрели и копја и дошла војската таму нормално, попара се направила и додека бевме ние таму, уствари они привршувале. Тоа беше првиот пат. Војна имала таму. Вториот пат имаше таму епидемија на ебола во местото. А сега овој пат кога бевме, видовме доста полиција таму се движеше и нормално се движат одма со автоматски пушки и со свашта овоно, да те фати малце страф. Но тоа што го слушавме овој пат е дека многу луѓе од Конго, мигранти доаѓаат од Конго и се населуваат таму во тој крај, затоа што во Конго е едноставно неподносливо да се живее. Арнова полицијата сега ги чешла сите тие што доаѓаат и бараат бивши борци. И тоаш кога ќе најдат некој борец, пошто таму бивши борци не се останали биле на фронтот па пукале. Бивши борци се луѓе кои имале сериозна бројка на убиени луѓе. Тоа се бивши борци таму. Тоа не е само пушка имале, значи пушката треба да се заработи таму. Чим носа пушка, значи човекот веќе има добро резиме на убиства на својата листа. И некои од тие бегаат од таму како цивили, доаѓаат тука и војската ја чешла целиот тој крај постојано, за да видат дали ќе најдат некој. И баш дента кога бевме таму, слушнавме дека тие устари имало апсење таму помеѓу населението таму. Така да многу непредвидлив крај. Еден од тие пастори кои ги познававме таму беше пастор Францис. Тој ни препорача, вика вака: кога ќе падне сонцето, немојте дојдете таму. Значи бидете во својата гестхаус. Затоа што не знаеш дали можат бунтовници да навлезат, никогаш не знаете. Едноставно тоа. Има војска, има полиција, све, ама не се знае никогаш. Така да третото место е Бундибуџо, како што кажав, непредвидливо. Таму имавме конференција. Имавме конференција со овие пастори тука. Имаше водачи од Конго, имаше водачи од Уганда, сите се собраа таму и поминавме едно убаво и благословено време. Јас обично кога одам таму, кога проповедате во Африка, мора да сте, не може да се толку смирен. Че немаш шанси, луѓето не те ни слушаат. Треба да бидеш малку поенергичен. Треба че тоа ме гледаше како јас проповедам. Треба да се дереш на микрофон. Значи звучките таму се пуштени до даска и тоа све грчи таму. Тоа ништо не се разбира, но тоа е поентата. И јас секогаш кога одам таму, јас сакам еден друг елемент да донесам таму. И тоа што со нашиот партнер од Бундибуџо го зборевме таму е дека фали во црквата во Африка, не фали таа некоја, како да кажам, вера, површинска вера, фали малце длабочина. Значи на тој ексајтмент што го имаат, на таа еуфорија што се има таму, им треба малце длабочина. И јас и првиот пат кога бев и сега кога отидовме таму на конференција, јас имав ги подели во мали групи со прашања да разговараат и требаше, да ви кажам искрено, требаше од 40 минути да се договориме како ќе се постапуваат прашањата, пошто они до тогаш не знаеле како прво ги запиша сите прашања и на крај, после пола сат одлучија, ај на почеток јас да го прочитам прашањето, па си разговараат они. Така да џабе истрошивме 30 минути без везе. Мене овака, коса ми се крива, ама тоа е Африка. Тоа не значи ништо таму. Во секој случај, верувам дека тие луѓе беа благословени, благословен бев многу и јас. Понатаму ја посетивме заедницата на пигмејците. Пигмејците се една, како да кажам, моментално многу екзотична група, затоа што само што ги донеле пигмејците, не само, ама пред неколку години ги донеле од како да кажам, од
од тој некој изолиран крај во кој уствари не знаеле дека имаат луѓе соседи. Појма немале дека имаат други луѓе околу нив. Биле толку изолирани. Ги носат и уствари гледат друг народ. И биле зачудени. И они сватиле дека кога прв пат се сретнале со други луѓе ги гледале како зверови. На таков начин се доживеале они. Успеавме да земеме нешто за нив, за храна за неколку дена. Ајде заге. Јас имав прилика да после храната уствари која донесовме, луѓето многу, овој што беше кралот на пигмеиците, на Батуа пигмеиците, ни кажа супер е храната, се супер, само сакаме да слушнеме од Божиот збор. Тоа го кажа, баш сакаме, тоа е најважно. Јас имав таа чест да може да споделам кратка порака со нив од Божиот збор. Заги понатаму. Иначе еве го ова е кралот на пигмеиците. Толкав е кралот. Пигмеици, ниски луѓе. Као детенце е спрема нас. Иначе една од тие, може би го читавте постот на Филип Иванов што го имаше на интернет, една од тие работи кои стварно оставија впечаток на нас, после пораката на Евангелието, тој човек кажа, Евангелието од зверови не преобрази во луѓе. Навистина прекрасна порака, тој човек сподели. Иначе црквата таму со која партнеруваме имаат мисија помеѓу нив. Една работа е Божиот збор, Евангелието се сподели со нив, но имавме прилика во таа мисија оствари ние да инвестираме таму. Црквата таму ги учи на земјоделие, затоа што они се навикнати секој ден тоа што ќе го земат у моментот, тоа да го јадат и од прилика за утре не размислуваат. А сега црквата ги учи на земјоделие. Ние успеавме да собереме пари и да инвестираме таму да можат тие 40 домаќинства што се таму пигмејци, секој да има пар некаков алат за земјоделие. И црквата фактички ќе купи семе и ќе ги обучува на земјоделие, што е прекрасна мисија. Понатаму заге. Еве го овој проектот По своје дете. Јас ви кажав, и тој беше за мене само ќе кажам еден од поважните проекти кои јас ги имав на срце, а тоа е да посвоиме дете да можеме да посвоиме некако деца да поддржуваме во Уганда. Јас отидов таму да се видам со Џон, кој ќе го води проектот од страната на Уганда, кој сега да видам кои деца се таму, кои деца ќе може да ги поддржуваме и веќе има доброволци ако останат доследни на своите ветувања, имаме доволно финансии и партнери за 8 деца за една година да поддржуваме во Уганда. Јас се надам дека тој број ќе порасне. Во секој случај се запознавме со траеше со дел од децата кои ние оствари ќе ги спонзорираме од тука. Понатаму имавме и еден, ова е иначе слика од Трајче, прекрасна слика, уметничка. Имаме уште еден проект, уште од првиот пат кога бевме таму, пасторот Френсис од Бундибучо ни каже дека ради војните немири остануваат многу вдовици таму. Многу луѓе умираат. И таму автоматски вдовиците немаат апсолутно никаква иднина, живеат од тоа што луѓето ќе им го дадат нешто. Ама таму е, како да кажем, крвта е многу важна. Ако не си во крвна сродност со некој, едноставно не се грижат за тебе. Тоа е тоа. Дури и некои деца што ќе поддржуваме сега, ги поддржуваме затоа што тие доаѓаат со мајката кај новиот очув, ама тој очув се не ќе да ги храни затоа што не е негова крв, има такви работи. И овие вдовици, тоа што го направивме, ние успеавме да собереме доволно финансии, да купиме таму 10 прасиња, кои тие 30 вдовици ќе ги одржуваат како свој бизнис и на некој начин ќе преживеат таму. Тоа е една од тие работи кои ќе ги правиме таму. Понатаму, Македонија за Африка. И сега сакам на крај, пред да преминеме на причеста, ова е да кажем во глобала мисијата која имавме таму во Африка. Сакам со вас да ја споделам последната порака која имавме таму во црквата во Кагома. И сакам да прочитам Филипјаните, 2 глава, 1 до 4 стих, ако има Библија само да ми дајете. Филипјаните, 2 глава, 1 до 4 стих. Вели вака: И така,
ако има некаква утеха во Христа, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислете исто имајќи ја истата љубов, еднодушно со мисли насочени кон едно. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа на оно што се однесува за другите. Ова е една порака која верувам дека Господ ми ја стави на срце таму последната овој вечер кога бевме во Кагома. Една од тие работи кои верувам дека во црквата може да се појави, тоа е некое празно честолюбие. Празно честолюбие. Тоа се појавува во црквата и во Африка. Иако ги кажав тие сите славни моменти во Африка, се појавува тој момент на тоа тие што се водачи или тие што се малце постари во црквата да бидат поважни, не знам како да ги наречам дури тие погорделиви да бидат, понедопирливи и на еден таков начин. Поентата е тоа што јас го споделив со црквата во Кагома, беше дека во продолжение ако прочитаме и ќе го читаме тој дел кој ќе дојдеме до причеста, зошто Исус беше највозвишен е затоа што се понизи најмногу. Од тука доаѓа нашата важност. Кога Исус им кажува, и децата таму во Африка многу ме подсетија на тој елемент, кога апостолите се расправат кој е поголем, Исус буквално зема едно детенце, го стави помеѓу нив и вели вака: тој што сака од вас да е најголем, треба да се понизи како едно овакво мало дете. И тоа што мене ме допре многу во Африка и секогаш ме допира е таа едноставна вера. Едноставна вера. Таа едноставна посветеност на Господ. Таа едноставна прифатливост на Божиот дух. Таа едноставна отвореност на Божиото делување, која верувам дека кај нас многу се задушува. Многу се задушува. Забораваме дека навистина единствено нешто кое ќе го преживее овој крајот на овој свет е црквата. Е Царството Божјо. Се живо ќе стане пепел. Ќе помине буквално. Се живо ќе помине. Тоа што сме го вложиле во Божјата црква, тоа што сме го вложиле во Царството Божјо, единствено тоа ќе преживее. И често пати тоа го забораваме. Стануваат поважни дружбите, стануваат поважен, трендот станува поважен, распоредот станува поважен, се станува поважно. И Господ станува според додаток, некаков украс на нас. Во Африка може да се види, ако ништо друго, имаат многу своји слабости, кажа веќе некои работи, но може да се види таа посветена вера, таа цврста вера во Господ. Баш една работа со Трајче споделив е дека луѓето таму не можеш да ги видиш многу дека се смеат, ама се смеат кога слават, кога играат за Господ. Тогаш се смеат цело време. Тој е момент кој ме допре многу длабоко мене. Едноставно ја гледам таа радост, таа вера во Бог на површина. Ја гледам таму процветена. Верувам дека ние ставаме многу слоеви и забораваме кои сме. Забораваме зошто сме повикани. Господелев тоа во Африка затоа што апостол Павле го пишува на црквата во Филипи. Црквата во Филипи е една убава црква со која апостол Павле често пати се фали. И тоа писмо, ако може да се извлече еден збор од тоа писмо е и како еден хайлайт, една како да кажам, што може да одекнува тоа писмо, тоа е радоста, Божјата радост. Апостол Павле ги охрабрува филипјаните да се радуваат во Господа, да се радуваат и пак да се радуваат. Но тој гледа дека има една опасност во една таква прекрасна атмосфера да биде задушена. А тоа е, не правете ништо од надпреварување. Нема надпревар во Божјото царство. Нема кој е подобар. Христос е најдобар, ние сме помилувани грешници. Тоа никош не смееме да го забораваме. Ние сме помилувани, милоста е таа која нас не определува. Не правете ништо од надпреварување или суетно честолюбие. Не правете ништо кој вас ќе ви донесе некој статус и да го одржувате тоа по секоја цена. Не ви треба тоа. Ако на Христос не му требаше, не ни треба ни на нас.
На Христос не му беше важно да дојде тука со своите конјаници, со своите не знам што, туку дојде како едно обично бебенце. Се понизи. Да го следиме истиот пример. Туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Една од тие работи што им кажав во Африка, знаете, се обидуваат се да направат убаво. Убави да бидат. Црквата да биде убава, ја украсуваат. Сите тие работи што ги гледат, дури играњето, тоа е нивната експресија за убавина. Ќе видите како женските играат, како машките играат, ритамот, ќе видите црквата, ќе видите насмејани. Иако можеби од наша перспектива, според нашата естетика, кај нас може не е баш убаво, за нив тоа е убаво. Тоа е убавината која тие имаат. Јас им кажав една работа што црквата ја прави убава и јас сметам дека тоа важи и за нас и за секаде. Моментот што црквата ја прави убава е понизноста. Тој е елементот кој нас не прави убави. Можеме да имаме длабока вера, длабоко познавање, не знам што се не длабоко. Ако немаме понизност, ние немаме убавината Божја. По тоа беше убава и Богородица Марија. Незината убавина се темели на незината послушност и понизност. Убавината Христова е тоа што тој се понизи. Посветеност во црквата во која сите ние до еден имаме многу да растеме. И за една таква посветеност која видов во Африка, верувам дека треба тука ние многу да растеме. Многу да растеме во таа посветеност. За црквата. Да видиме дека оваа група расте. Божјото семејство расте овде во Скопје. Тоа да не биде важно. Тоа да ни е важно. Без разлика која локална црква. Да видиме дека Божјата црква расте. И на таква посветеност да имаме. Трпение, послушание, во кој ние имаме уште долг пат да изодиме. Ние немаме многу трпение. Почнувам од себе си. Немаме многу трпение. Љубов према Бог и радост во црквата за која ние треба да се молиме на колена. Оваа љубовта која ние имаме за Бог, благодарноста која има према Него за Неговото спасение за нас, во тоа треба да растеме, драги мои. Не е доволен еден момент во животот, едно искуство во животот, една инвестиција во животот, не. Во љубовта Божја се расте. Во посветеноста се расте. Тоа го видов во црквата во Африка, кој мене ме трогна. Ние, едуцираните, модерните и воздржаните, имаме многу што да учиме од африканците. Да бидам попрецизен, имаме многу од што да се ослободиме, за да се поедноставиме малце, да станеме како деца, за да можеме да бидеме големи во Божјото царство. Од една страна носам финансии и помош и дарови од тука, и луѓето таму може не гледаат големи, еве ги Мозунгу, еве ги богатите доаѓаат, ама таму во спореда со таа вера која ќе ја доживееш, таму се чувствуваш како џудже. Нешто во кое верувам дека сите ние треба да растеме. Бог е нивниот живот. И ние сме во постојана опасност и не само тоа, туку цело време сме на некаква ивица да не преплави световното. Често пати сме на ивица да бидеме преплавени од световното. Мора да бидеме посветени на Бог. Најубавиот пример, ќе го прочитам сега, пример за кој апостол Павле им кажува и на филипјаните да го следат. И за тоа сакам да преминеме на делот на причеста. Апостол Павле вели вака: имајте ја во себе истата мисла која беше и во Исуса Христа, кој иако е во Божјо обличје, не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе и зеде обличје на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секое име. И во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Таткото. Амин.